Оставки наместо годишен извештај требаше да доставите до собранието. Претениците од ВМРО ДПМН идентично како од Советот на јавните обвинители побараа распуштање и на судскиот совет. Довербата која на статистичка грешка од само 2% и критиките во сите домашни и странски извештаи се доволен показател дека овој состав на највисоките тела во правосудството не може да ја донесе правдата која граѓаните очекуваат, велат претениците. Председателката Весна Дамева пак се правда. Единствениот виновник за неажурноста на судовите бил недостатокот на кадар. Ажурноста неспорно во судовите не е на посакуваното ниво, но за тоа не се виновни судиите, а ниту судскиот совет. Имено, недостатокот на судии, кој што е алармантен, особено по периодот на донесените измени на Законот за работни односи, е една од сериозните причини со кои што значително се намали бројот на судии. Вие како судски совет сте циркус, немате кредибилитет и авторитет да воспоставите правичен судски систем во Македонија, и возврати на Дамева пратеникот Лјупчо Пренџов. Тој циркус им го приредивте на 2 милиона луѓе. Тој срам им го приредивте на 2 милиони луѓе. И се поставува прашањето, ако вие меѓу себе не се почитувате, како може да барате почит од било кој друг надвор од таа институција? Вие сте нивни представников дека и треба да им пренесете дека оставки треба да се дадат сите од прв до последен. Според Дамева, наместо колективна одговорност треба да има индивидуална, иако судскиот совет колективно ги носи одлуките. Но пратеникот Бране Петрушевски возврати дека наместо да има казни, тие се штитат меѓусебно за тенденциозното постапување. Комплетно разрешување на членовите на судскиот совет, тоа било мешање во судството, тоа било мешање во надлежностите, па тоа не требало да биде така и ние треба да трпиме полуписмени правници како Неџат Мемети, полуписмени правници политички инструирани од СДСМ и другари на тогашниот премиер како Лордета Ѓорѓевска да го оправат судскиот систем во Република Македонија. По дебатата од 3 часа, Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците со 8 гласа против не го прифати годишниот извештај на судскиот совет.